Справувањето со загаденоста треба да биде приоритет на идните локални власти во Битола, велат жители на овој град кој е меѓу најзагадените во Македонија. Битолчани кои на септемвриското сонце шетаа по широк сокак, велат дека од идниот градоначалник очекуваат да му го врати некогашниот сјај на градот. Со загаденоста пред се, меѓутоа треба доста да обрнат внимание и во однос на образованието и во какви услови учат учениците во Битола. Од основно посредно. И какви се условите за живот. Значи на локално ниво условите за живот се мизерни. Загаденоста треба малце да се организира од државата, како прво. Второ, немаме спортски сали, немаме ништо, се е на нула. На Битола недостасуваат многу нешта. Пред се екозаштитата. Тоа е еден од најбитните фактори, пошто Битола е град кој по некои податоци има најмногу оболени од канцерогени болести. Пример, патот не се бендиства, коцките, не е средено, има многу работи на средени. Во паркот за децата, пример, има железа кај што може да се повреда. Од хигиената ич, од сообраќајот ич, ни пешачки почетуваат ништо. Имаат луѓе инвалиди, не можат да врват. Представници на граѓански организации на неодамнешната средба со директорот на ЕЛЕМ и со раководството на РЕК Битола добиле ветување дека по изборите ќе почне со решавање на проблемот со аерозагадувањето. По 12 години на власт, битолчани го испраќаат во историјата градоначалникот Владимир Талески. Тој за време на својот мандат помина повеќе од 2 месеци во притвор. Специјалното јавно обвинителство во случајот Транспортер го товари за злоупотреби со превозот на ученици во Битола. Денеска ќе имате можноста изворно да се запознаете со веројатно најскапиот превоз за ученици во светот, кој што го плаќал градот на конзулите. Го знаеме градоначалникот и сите и знаеме. Спредно парче лепо одеше до Капенце немаше. А сега станој кај станата 2, Грција станој, овде станој. На овие избори за прв пат има жена кандидат. Наташа Петровска од СДСМ, која досега беше дел од Битолскиот совет. ВМРО ДПМН пак за градски татко го кандидира пратеникот Зоран Илиоски. Во тркат учествуваат и двајца независни кандидати – Кирчо Ташков и Јорго Огненовски. Граѓаните велат дека гласаат за човек, а не за партија, но сепак додаваат дека независните кандидати немаат големи шанси за победа. Треба да се гледа програмата и какви услови нуди конкретната партија. Јас лично да ви кажам, одличноста. Партијата не ме интересира. Кај нас нема таква свест и култура изградена за да може да победи еден кандидат од независните. На новиот градоначалник во Битола му престои многу работа. Ветени, но неисполнети работи од минатите избори остана. Топлификацијата на градот, изградбата на пречистителната станица, не е довршена реконструкцијата на стадионот и на спортската сала Младост. Тука се и офицерскиот дом, планинскиот дом Копанки. Новиот градоначалник ќе треба да почне да се справува и со невработеноста, зашто градот се наоѓа на 6-то место во Македонија според бројот на луѓе без работа, но на прво место по невработени факултетлии. Нема ни да гласам, не. Зошто? Зошто би гласал? Едноставно, толку време еви со моите што гледам немаат никаква буквално полза од било какви избори. На широк сокак сретнавме и битолчани селеници. Како ќе замениме и кој ќе се вратиме, пак исто ја најдуваме. Никогаш не сме видели измена во нешто. Тие години што владееше овој градоначалник, ништо не направи. Ни жалосно за градот Битола, втор град на Македонија. На парламентарните избори во декември минатата година, СДСМ за прв пат после 14 години освои повеќе гласови од ВМРО ДПМН во Битола.